Каде и како да се молиме? Најдобар пример на молитвеник за нас е Господ Христос. Целиот негов живот бил молитва, разговорот со Отецот Небесен, исполнување на волјата на Отецот. Во неговите молитви можеме да ги најдеме сите можни ситуации: веселие, благодарност, радост, молење, но и јат и вапај. Боже мој, зошто си ме оставил? Од тука станува јасно дека молитвата може да има чудна близина Божја, но и чувство на оставеност. Неговата молитва е модел за сите човекови молитви. Господ Исус се молел во храмот, се молел на пусто место, се молел во осаменост и секогаш предано. Он и од нас бара молитвата да ја вршиме не заради луѓето, туку ради Бога, и во неа да ја внесуваме целата своја душа. Он вели: а ти кога се молиш, влези во својата скришна соба и откога ќе ја затвориш вратата, помоли му се на твојот Отец, кој е во тајност, и твојот Отец, кој тајно гледа, ќе те награди јавно. Евангелската приказна за митарот и фарисеот ни дава пример во молитвите да не изнесуваме гревови кои не сме ги сториле, ниту пак добри дела кои не красат, туку како цариникот да се молиме за простување на своите гревови. Значи да се молиме на секаде, на секое место, секаде каде што ќе почувствуваме потреба за тоа, сами во својата соба и во заедница со народот Божји во црквата. Треба да се молиме најнапред за другите, а потоа за себе си, најнапред во храмот и на богослужение, а потоа лично и во домот. Воедно, молејќи се и за нашите ближни, остваруваме вистинска љубовна, личностна заедница со нив, која е благодатен дар Божји. Со молитвата го осмислуваме и целиот наш живот, било да се наоѓаме во страдање и тага, било во радост и утеха.